Алтернативите и можностите за прифаќање и воведување на новата методологија за собирање, транспорт и селектирање на отпадот се тема на дводневната работилница, чиј организатор е Стопанската комора на Македонија, односно Сдруженијето за комунални дејности. Домакин на средбата е Кочанското комунално претпријатие Водовод, а на неа се разгледува кои карактеристики треба да бидат вклучени за што полесно да биде прифатена и воведена во практика. Исто така се разгледуваат и предлозите што ги имаат подготвено повеќе комунални претпријатија, како и дилемите околу тоа како треба да се применува методологијата. Мајки во предвид дека комуналните претпријатија се функционираат на општинско ниво и секоја општина е сама за себе, во рамки на секоја општина поединечно се имплементира методологијата, така да согласно законот секоја општина треба да ја усвои оваа методологија, пошто комуналното претпријатие треба да ја применува. На работилницата беше речено дека во Македонија се одбива процес на реформи, односно се воспоставува интегриран регионален систем за управување со отпад. Методологијата за формирање на цената за наплата на услугата, што досега подразбираше само собирање од домакинствата и депонирање на нестандардни депонии, е во фаза на измена, а новиот интегриран систем подразбира собирање, селекција, третман на отпадот до негово финално депонирање. Цената на услугата на оние кои го генерираат отпадот, што треба да платат, треба да ги опфати сите овие постапки. Тоа е и целта на методологијата, значи да се формира една реална цена која што ќе може да ги покрие реално трошоците за едно вакво современо интегрирано управување со отпадот. Методологијата стапи на сила на 1 јануари оваа година и повеќето од општините веќе се обидуваат да формираат цена која што ќе може да го задоволи и социјалниот момент, меѓутоа да ги задоволи и економските параметри за да може да се воспостави овој систем. Во поголем дел методологијата кај некои комунални претпријатија, меѓу кои и Кочанското, веќе се применува, а таа донесува и дополнителни измени. Со ова нова методологија има една измена за ваша информација. Досега ние наплаќавме исклучиво метар квадратен, додека сега за правните големите субјекти кои се ќе се наплаќа било во килограм денар или метар кубен денар. На работилницата дел од своите услуги околу управувањето со цврст отпад представија и претпријатијата Екопак Хит и Дикос од Кочани.